Рек Битола и натаму е надвор од погон. Се работи на повторно вклучување на блок 2 кој единствено функционираше, а кој вчера автоматски се исклучи по пожарот во близина на ормарот за електронско управување. Се прават и напори за реактивирање на блок 3 кој претходно бил исклучен поради намалените потреби на Евана Хоум, додека пак блок 1 е во фаза на ремонт. Од ЕСАМ уверуваат дека граѓаните нема да останат без струја. По увид на екипите од МВР, вчера започна санација на ормарот за електронско управување на блок 2. Откако ќе заврши тој процес, блок 2 ќе биде синхронизиран со електричната мрежа во најкус можен рок. Велат од ЕСАМ. Според извори од полицијата за Канал 5, увидот по пожарот е завршен, но истрагата е се уште во тек и се вршат разговори. Доколку има основ, ќе се поднесе и кривична пријава до обвинителството. Дека има сомнежи за можна саботажа на рек Битола, вели и премиерот Мицкоски, но ќе чека истрагата да го расветли случајот. Што се однесува до работата само на еден блок, посочи дека бил доволен за потребите на пазарот. Она кое што е важно е дека навремено снабдување со електрична енергија ќе добијат сите корисници. Она што е важно е дека АДСМ владата не побара зголемување на електричната енергија од 1 јули, како што тоа го правеше многу пати минатата влада. Така што продолжуваме да го поправаме сето она кое што уништено, распаднато. Инаку, поради неработењето на рек Битола, согласно информациите, во текот на вчерашниот ден преку Мемо, ЕСАМ купило 1910 мегават часови електрична енергија. Продадени се 116 по просечна цена од 159 евра за мегават час, а набавени се 1794 по просечна цена 54 евра за мегават час.